Македонија не ги користи парите за продуктивно инвестирање во земјата. И затоа сега, кога расте долгот, повеќе ние со тие нови задолжувања ги користиме за враќање на претходно земените кредити. Jer не сме во состојба да ги враќаме, jer не сме создавале општествен бруто продукт со што ствара акумулација за да ги вратиш парите. Значи проблемот е во Македонија, кажав, и слични земји како Македонија, кои немат административен капацитет. Немаме да ги средствата што ги земаме од странство како заеми, продуктивно да ги инвестираме во земјата. Тогај нема проблем. Проблем има со тоа кај овие земји не се во состојба да така ги користат парите. Секој пети граѓанин во државата живее под прагот на сиромаштија. Трошоците за живот во јуни пораснале за 14%, а храната за една година е порасната дури 20%. Колку луѓе дополнително ова ќе отера во сиромаштија? Па тоа луѓето ќе ги тера, а од друга страна, прочитајте што пишуваат и што сега се дискутира на парламент, бидејќи ребалансот е во тоа. Таму ако ги слушаш представниците на власта, тие викаат дека за све водат сметка, дека владата и поради успешна политика на владата, успешно ги пребродуваме последиците од кризата и енергетската и Не зборуваат апсолутно само критички. Во овие вакви динамични и драматични движења не е никаков грев да некои луѓе се повлечат ако чувствуваат дека не е во состојба да се справи. Овде едноставно им е изборите па изборите. Не гледа секој втори избор им е избори 24-та. Како да е тоа толку битно?